Почетокот на новиот етногенетски процес, кој под власта на турските феудалци ги зафати еден дел од словенските народи на Балканскиот полуостров, односно во нашите краишта, во нашата земја, обично се означува како период на исламизација на словенското население. Всушност тоа значи примање на муслиманска религија на еден дел од словенското население. Овој процес ги зафати скоро сите народи на Балканот, но најмногу ги зафати македонците, односно народите кои беа населени во нашата република. Овој нов процес, исламизацијата, обично во нашиот народ е познат како потурчување. Погрешно е тоа мислење и тој термин дека е извршено потурчување. Исламизацијата всушност значи првиот процес на однародување на овој дел на македонскиот народ, додека потурчувањето значи и конечно однародување кога исламизираниот народ за дома го потиснува македонскиот јазик, а за дома го прима, турскиот јазик и сосема се однародува. Вакви примери ние во Македонија имаме многу и особено се карактеристични за македонците исламизирани во поголемите градски центри во нашата република. Во градовите, а особено во Скопје, Штип, Прилеп, Битола и други градови, македонците исламизирани се слиле во турското матично јадро, примајќи го за дома турскиот јазик. Меѓутоа не е таква состојбата. Во најголемиот број населени места со исламизирани македонци ширум Македонија во незините етно-историски граници. Јас верувам дека македонската етнологија и историографија во наредниот период уште повеќе ќе се позанимава со прашањата и процесите на исламизацијата на дел од македонскиот народ која е извршена во Македонија. Во зависност од тоа во која географска област се наоѓа ова население, е познато под разни синоними и псевдоними, но најчесто како торбеши, помаци, потури, читаци, горани, естовци, курки и друго. Не викајте ме торбеш, зашто звездите ќе ми изгаснат во очиве и ќе се истедат како солзи на доанче. Не викајте ме торбеш, зашто сонцето пци ќе ми го излокаат и кобили со врели копита градиве ќе ми ги здробат. Не викајте ме торбеш, зашто ќе ми пресушат потоците во жиливе, а утробава одрана кожа ќе ми се стори. Не велете ни торбеш, зашто кринов цвет ни вовирате во мишките суви, што ги притајуваме со болка и надеж и вера во секое наше утре. Не велете ни торбеш, зашто млекото ќе им се пресуши на момите наши со заруменети образи, а на ергените красти ќе им ги исконат кожите. Не велете ни торбеш и не вовирајте ни ногти во мозокот, нас не ќе не сотре безименоста. Се викам Абедин Селамовски, инаку вработен сум во ЦОУ Маршал Тито како директор во моментов. По националност сум македонец, муслиман. Инаку, да ви кажам неколку збора, македонците муслимани од Долна река не викаат торбеши, а зошто не викаат торбеши, тоа не ми е толку јасно, не само мене и на повеќе мина. А инаку зборот торбеш најверојатно го искажуваат како погрден збор, нешто како за навреда на нас. Велат дека торба, урда, не знам што, тоа сигурно овие македонците православни не рачунаат како сме и проневериле нив, најверојатно со исламизирањето, сме се одделиле како нив, мислат, и затоа велат дека сме се продале за торба урда, а тоа сигурно дека не е вистина. Инаку ние сме со целокупната наша национална определба, нивни составен дел на македонците, со словенско, јасно ни е дека имаме словенско потекло. Одбележјата сме ги задржале национални, пред се јазикот, секогаш се зборува македонски. Оние
обичаи некои што се пред исламизацијата што биле кај нас застапени, се уште постојат и така ги одбележуваме секогаш. Во врска со торбеши тоа би рекол, ние сме македонци, муслимани и секогаш сме и остануваме припадници на македонскиот народ. Во краиштата спрема Албанија, македонското население било изложено на напади и притисоци со продорот на арамиите. Разни притисоци и грабежи на елитата на феудалната класа на турците, османлии, потоа аги, бегови и други достоинственици во турското царство од албанско потекло, па на тој начин се случило да и во целиот 18, дури и 19 век, се исламизираат цели села и области. Главно, нивните населби се наоѓаат во Западна Македонија, и тоа меридијански распоредени од Охридското езеро на југ, па се до северните падини на Шара и Коритник на север. Поголема група македонци муслимани живеат во Долна Деварска жупа, од десната страна на Црн Дрим, односно Деварското езеро. Се викам Уран Тајруски, работам како помошник директор на Основно училиште Моша Пијаде во центар Жупа. Роден сум од село Голем Папраник. Населението во Долна Жупа повеќето го сочинуваат македонци муслимани, и тоа 90%, а тоа покажува што најголем број на ученици во Основното училиште учат на македонски наставен јазик. Јас се викам Тајруски Укев Гази, од село Голем Папраник, роден. Имам години 75. Овде, во нашево село, живеале и торбеши, а и рисјани македонци. Овде ќе што станувам ја, ова куќа ја имам преправено, е бидена Велјова. Вело, позади Велја е биден Ристо Михајловски. После Михајл, до него Михајловски. Испод џамија надолу е бидена куќата од Стојана и куќата од Блажета. И овде во нашево село црква има Света Петка над селот гора. А има и црква во Ласичка црква. А има црква и Шабинец. А и има црква и Калуѓерица. Тоа е Мал Папраник, Калуѓерица. Југозападно од Дебар се наоѓа областа Голобрдо, од која на Дебарска општина и припаѓаат само селата Джепиште и Отишани, додека другите села се зад границата во Албанија. Јас се викам Мустафовски Екрем. Родом сум од село Джепиште. Селото Джепиште и Отишани е торбешко село во кое живеат македонци муслимани. Од 1922 година Джепиште и Отишани се под денешна наша светла Југославија. Додека околу 18 села со македонци муслимани денес тие се одвоени од нашата грудка, тие се навоѓаат во Народна република Албанија. Тие села од до 1948 година, до резолуцијата на Информбирото, ние одевме таму и исклучиво имаме пријатели и тие кај нас, и ние кај ними, роднини.
Od 48 godina ние, пошто се наоѓаме на една од последната стопа на нашата земја, на границата помеѓу наша Југославија и Албанија, имаме имоти поред граница. Денес и денес ги слушаме тие наши луѓе таму, каде го задржале јазикот наш, со тоа зборуваат. Само сакам да кажам дека јазикот наш потпуно го има задржан. Джепиште и Отишани се наоѓаат под Голобордо и 18 села кои денес се под Народна република Албанија. Тие се како поголеми села Требиште, кое до 48 година имаше околу 700 куќи и 4000 жители. Потоа Мало Острени, Големо Острени, Гинеец, Стеблјово, Ржаново, Кленје, онда Гинеец, Миреши, Владимирица и други. Јас се викам Мерсос Иđезо, родом во селото Требишта, големо село е видено. Населен сум во селото Джепишта. Орајќи нивата ланската година, најдов 2 предмета во орањето. Овде живеат македонски муслимани. 1956 година имаше и православни. И така и тие се исели, сега овде се останати само македонски муслимани. По должината на Радика се наоѓа една поголема група на села со македонци муслимани, сместени во подножјето на Крчин и Бистра. Јас викам Руждија од село Велебардо, родена сум тука. Нашите села, односно 3, Ростуше, кои биле овие тројца браќа, Битуше, Ростуше, Велебардо, кои го добиле името Ростуше Раде, Велебардо Веле, Битуше исто Тушек некој. Ние сме по народност македонци муслимани. Долна река е една од најприродните области. Населението одамна го напуштило сточарството и оскудното земјоделие и уште во турско време било принудено својата екзистенција да обезбедува преку печалбарството. Така печалбарите со мевот по лебот талкале низ Балканот. Оставено само со себе, изолирано и зафрлено ова население во цела Западна Македонија, низ песната за печалбарот, низ фолклорот и битот ја зачува својата морално-филозофска смисла на животот. За исламизацијата има траги, остатоци, преданија. Интересно е да се одбележи во периодот по исламизацијата се појавува еден долг период
od okolo 1 vek, може би повеќе период познат на двоверство. Исламизираните обично имале две имиња. За јавноста, за надвор, пред турската власт имале муслиманско име. Митоа за дома и поратаму го задржувале христијанското име. И така ги викале, да речеме, Јонус и Јане. И така натамо. Тој период на двоверство е карактеристичен и по тоа што се спроведувал во секојдневниот живот. И така и имало многу примери после умирачката на мртвите да им се прават гробови двоверски, и муслимански, и христијански. Јас, читајќи таа литература за исламизацијата, според една фуснота најдов дека во гробиштата во Ростуше, северозападно, се наоѓаат гробови во кои има белези од христијанскиот период, од периодот на двоверство. Еве, тука сме ние во Ростуше, северозападно од џамијава, кај тие гробови. Еве, тука се гледа очигледно отворот каде што се палеле свечи, борина или кандила. А на истиот гроб забележуваме и исламски обележја, два кјура, тие се наоѓаат малку лево од отворот. Два кјура. Погоре веќе имаме еден друг гроб, кај што имаме отвор за палење на свечи, кандила или борина во тој период, а тоа е периодот некаде во 16-тиот век, а веќе немаме тука кјури. На овој простор овде во оваа шума, според литературата, имало повеќе вакви гробови од периодот на двоверството, каде што населението и понатака и после чинот на исламизацијата ги употребува во верска смисла и муслиманските и понапрежните христијански, односно православни адети и обичаи. Познато е дека турците покасно веќе во 17-тиот век и покасно применуваат доста вака методи, дури со смртни казни, на оние кои што биле познати во јавноста како двоверници. Ја се викам Рамадан Рамадановски, роден сум од Аџиевци, село кое брои негде 220 жители, сите македонци муслимани. Селото Аџиевци го има добиено името уште од порано, како се тоа расправа, село во кое живееле доста аџии и према нивното име Аџиевци го добило селото што го носи сега Аџиевци. Аџиевци е село што граничи со Присојница и Ростуше. Во Аџиевци, што е најзначајно за мене бар, правејќи ја мојата куќа сега скоро пред 5-6 години, копајќи ги темелите, во темелите најдовме гробишта, така цели костури, уште од се мисли уште од порано закопани, уште пред муслиманизираните македонци. Во Аџиевци, во гробиштата најдовме белези и бакарни и прстени на целиот костур што беше закопан испод плочи во гробот. Јас сум директорот на ова централно основно училиште Алистевски Ристе од село Долно Косоврасти, кое што работи и живее некаде повеќе од 15 години на оваа територија, а порано работеше во селото Долно Мелничани. Ова основно училиште при себе има уште и две други подачни училишта, и тоа подачното училиште во село Могорче Мирче Ацев, како и подачното училиште во село Горно Косоврасти Коле Каненски. Ова централно основно училиште има над 200 ученици, а додека во селото Могорче има некаде над 250 ученици, а додека во подачното училиште Коле Каненски во село Горно Косоврасти има некаде над 100 ученици. И централно основно училиште, како и подачното училиште Мирче Ацев во село Могорче, како и Коле Каненски од село Горно Косоврасти, сите ученици се македонци муслимани, во кој спаѓам јас, и наставата се изведува на чисто мајчин македонски јазик. Една поголема група исламизирани македонци
се наоѓа во Струшки Дримкол. Се викам Мамут Ибраимовски од село Подгорци, Струшко, каде сум роден, овде и живеам. Вработен су во Струшка трговија Струга, работам како трговски работник повеќе од 28 години. Ова наше село брои негдека околу 304 домаќинства, од кои жители преку 1800. Од жителите кои живееме во ова село, околу 70% сме македонци муслимани, а другите се македонски христијани. Живееме многу добро, се слагаме, заеднички работиме и живееме, немаме никакви проблеми околу било во кој однос ние се помагаме и живееме заеднички. Во нашево село постоеше од 4-годишно училиште Гоце Делчев, кој го носи името на нашиот великан. Меѓутоа, од септември миналата година се отвори комплет 8-годишно училиште со преку 380 ученици и наставата се одвива чисто на македонски, наш мајчин јазик. Јас сеќам Кадуша Масутовска. Си имам 4 синови. Жената си имам од селово, од Лабунишча. И 3 ќерките исто можени Лабунишча. И другите исто, таке. И мојот и жена меѓу нас. Јас сум Абазовски Абас, од село Боровец, Струшко. И слушнато имам Илија направил една црква. И Илија е менал верата. И е станал направил џамија. Се направи Алија. И заедно се тука со црквата и земјата, заедно се. И направи едно мале алио, што се викат. Во Западна Македонија се наоѓа една поголема група македонци муслимани во Кичевијата со неколку населени места, а главен центар е градот Кичево. Исламизацијата во овој крај е од стратегиски причини со цел да се раскине и да се промени етничкиот состав на Брсјачија. И јас сум од село Пласница. Живеам во село Пласница, се викам Латифовски Ќамаил. Овде во ова село живеа муслимани, македонци. Јас сум Реџе Беговски од село Пласница, општина Македонски Брод. Во овој крај во Кичевијата живеат повеќе села населени со македонци муслимани, од кои северно од Кичево се најдува селото Бачиште, населено со 800 жители македонци муслимани. Источно од Бачиште се најдуваат целата Горно и Долно Сркомиште и Србица, кои порано биле македонци муслимани, а сега се асимилирани, односно албанизирани. Најголем дел од македонците муслимани живеат во Кичево, во градот Кичево и во селата Кичевски во Србјани, Другово, Чолопец и Лисичани. Порано живееле во Кичевијата, во село Староец, македонци муслимани, но сега се иселени. Во општина Македонски Брод најголеми села со македонци муслимани се селото Пласница и Преглово, а порано живееле а сега се иселени во селата Требино, Дреново и Модриште. На крај, во Западна Македонија, да одбележиме една горанска субгрупа на македонци муслимани на падините на Шара, во селата Урвич и Јеловјане, во општината Тетово. Ова горанска субгрупа потекнува од главната горанска група од другата страна на Шара, во областа Гора, чии населби, како ќе видиме во една од наредните емисии, се наоѓаат поделени во нашата земја и дел во Албанија. Јас се викам Стали
Латиф Алимовски од село Урвич. Роден сум во село Урвич. Нашите стари дедоци се доселени од Гора. Од селата тамо Борје, Рестелица, Шистец, Брод и други села. Сега ми овдека во селото имаме мала. Малата, ние сме Чуклеско мало, најстаро мало во село Урвич. Имаме други мала Борјане. Имаме Тушевци. Имаме Маловци, Царевци, Метовци, Сиджимовци, Јудинци. Тие се све дојдени од горни села, од Гора. Јас сум Салим Кадриевски од село Јеловјане. Нашиве две села од Јеловјане и Урвич се доселени од Гора. Од Гора, од селата, како нашево кабиле прво доселено од Баќка, од Гора. И од другите села Глубочица, Рестелица, Липоток, Кукалане, Баќка, Млике, Драгаш, Брод и други села и така натака. Во емисијава имавте можност да се запознаете со исламизацијата и географската разместеност на исламизираните македонци во некои села на Западна Македонија. Во овој дел на нашата република, македонци муслимани живеат во 42 населени места, села и градови. Во нашата наредна емисија ќе имате можност да се запознаете со исламизацијата и географската разместеност на населбите со македонци муслимани во другите делови на Македонија.